Ке започнам па вака. Имаше пред неколку години, не сеќавам точно, мислам дека беше негде 2011, тука некаде кога нашата нација ја зафати една општа еуфорија. Беше спортски успех во прашање. Како слично нешто како и пред некој недела, две, колку беше, не знам. Општа еуфорија, радосни лица и онака си реков, па убаво е малку и радост да види нашиот народ овде. Среде сите овие црнила кои што не спопаѓаат. Но знаете, тоа ќе биде и ќе помине и толку. Исто како, што знам, ќе отидете на свадба, иако мене многу не ми е интересна, ама како свадба, нели, онаква каква што знае да биде на македонските простори. И еуфорија, ќе се изрипаат, ќе се изнарадуваат. Се е тоа убаво, нормално Исус подржал, бракот е Божја институција. И толку, 5-6 сати, колку е. Ние од неодамно со Снеже бевме и после 2 дена ми зуја ушите, да ви кажам. Тоа е тоа. Бучна музика, чочеци и така натаму. Но и покрај тоа што има такви моменти која ќе забележите радосни лица, всушност вака, интересен овој збор еуфорија. Македонија ја лажат 30 години со некоја си еуфорија. Но да го оставиме тоа. Живееме сепак во свет на некако на општо незадоволство. Тоа може да се примети. Општо незадоволство. Тук таму има луѓе навистина кои што имаат некако, колку толку поисполнет живот. Меѓутоа, дали е воопшто можно без Господа да имате исполнет живот? Ја ќе се навратам на неколку делови од текстови на песни што сум ги слушал порано, кои што говорат самите по себе со што се соочуваат луѓето денеска во светот. Иако тоа се луѓе кои што забавувале мнозина, кои што допринесувале радосни лица да се видат, еуфорија да се види, но луѓе кои што, напишале вака или онака, инспирирани, напишале текстови како еден од тие, кој спомнав од неодамна кој зборувавме за фронталниот резен на мозокот и лимбичниот систем, па целата таа борба што се води меѓу таа повисока и пониска природа. И тогаш во тоа мое предавање го спомнав текстот од песната на Мик Джегер I Can Get No Satisfaction. Луѓето така живеат денеска. 99%. Ќе пробаат од се, ама никако да се задоволат. Или песната, една од песните на Боно Вокс, фронтменот на групата U2, која што не знам колку се уште ја има, и кој што гласи I still haven't found what I am looking for. Значи, се уште го немам пронајдено она по кој што трагам, кој што го барам. Барам. А претходната Мик Джегер вели, дури во песната, и се обидувам и не можам да се задоволам никако. Или еден од моите поомилени овие двајца не, меѓутоа ми беше. Иако некогаш неверојатно е тоа. Значи, неверојатно е како тоа музиката и песните кои што си ги слушал стои тамо негде во подсвеста, ќе поменеш некаде, ќе слушнеш некој рефрен и готово. Дури ќе потпееш. Фреди Меркјури, покоен, само заради гласот, за ништо друго.
може би знаете што како заврши човекот. Само заради гласот, неверојатен глас. Јас се воодушевував на луѓе кои што има прекрасни таленти, дали во свирење, дали во пеење, дали... За жал, ете, тоа време да, така сум размислувал, за жал го искористиле тој свој талент во друга насока. Неговата песна Show Must Go On, значи шоуто мора да продолжи, каде што пее и вели Does anybody know what we are living for? Дали некој знае зошто живееме? Ова е очај веќе. Човекот, за жал, очајно и заврши. Не знам, Господ знае, ако ете, може би некој, мислам, овие други двајца се живи, но третиот, може би, ако се покајал. Не знам. Исто е еден мој омилен, се од сферата на спортот, Борис Бекер, тенисер, познатиот прочен тенисер, Борис Бекер, именјак на некој начин, изјавил, го освои Вимблдон 2 пати, а денеска има и други кои што го освојуваат и по повеќе пати. Не знам тој колку го освоил, окей, во изјавата вели 2 пати го освои Вимблдон, еден од турнирите, престижен турнир во Англија. Еднаш како најмлад учесник, бев богат, имав се што ми требаше, пари, коли, жени, буквално се. Но не сум среќен, немам внатрешен мир. Не е ни чудно, затоа што тоа не исполнува. Тоа не задоволува. И луѓето мислат дека ако нешто доживееш и ако поседуваш нешто, и тоа ќе ти го направи животот среќен. Има една поговорка која што вели, не е среќен оној што го има тоа што го сака, туку оној што не го сака тоа што го нема. Ќе ја повторам уште еднаш. Чисто за да ја сватиме. Да мислам, ако не ја примивте. Не е среќен оној што го има тоа што го сака. Што го нема тоа што го сака. Туку оној што не го сака тоа што го нема. И сега да се осврнеме повторно на оние трансмитери, допаминот, серотонинот и ендорфинот. Допаминот се нарекува уште и хормон на задоволството. Поточно тој може да создаде зависност од задоволство. И сите тие се лачат таму, некаде во лимбичниот систем, кај хипоталамусот, амигдалата тука. Во таа пониска природа на човекот која што била некогаш под контрола на разумот, на свеста, на повисоката природа, меѓутоа, после падот во грев, таа царува, таа владее. И затоа, да не ве чуди што се повеќе и повеќе луѓето се без разум, а се повеќе удараат на задоволство. И ништо од тоа не ги исполнува. Серотонинот, чувство на радост и среќа. Чувството на радост и среќа кај човекот директно зависи од лачењето на серотонинот. Благодарение на него имаме можност да уживаме во вкусот, аромите, сензациите и што е најважно, вика, да ги запомниме, да ги запаметиме овие моменти. Со преголемото количество на серотонин се јавува чувство на еуфорија. Повеќе студии укажуваат на тоа дека серотонинот не само што е задолжен за позитивните емоции, туку дека може да предизвика и само уништување на некои клетки, како на пример на малигните клетки. Значи серотонинот се бори против малигните клетки. За ендорфинот се вели дека го има сличениот ефект на серотонинот, но многу посилно. Како да сте зависни од дрога, буквално. Најчесто се спомнува како споредба хероинот. Ја не знам како е тоа, но
хероин не знаеме што е, меѓутоа знаеме некои други работи што се, кои што предизвикуваат лачење на овие ензими. Во овој случај постои нешто како зависност, вели, од дрога. Овој ефект се објаснува со хемиската формула на ендорфинот, сличен е на формулата на морфиумот. Ендорфинот, неговата формула е слична на формулата на морфиумот. Човекот се навикнува на доза среќа и кога степенот на ендорфин во крвта се намалува, се чувствува многу непријатно. И бара уште, како што и тогаш спомнавме. И тоа се врти во круг. Токму затоа ѓаволот знаел каде да удри и направил дар-мар во нашиот мозок. И затоа имаме се повеќе и повеќе такви заболувања. Имате депресија, имате незадоволство, имате анкциозност меѓу луѓето и што и се не. Како тоа човек да биде радосен, како тоа да биде човек од среќен, иако има разлика меѓу овие двете. Се вели среќа е кога ти го отвараш подарокот што си го добил. Значи ти даваат подарок, го отвараш, се чувствуваш среќен, си изненаден од тоа што си го добил. Меѓутоа, радост е кога ти гледаш како некој друг го отвара подарокот што ти си му го дал. Има разлика. Тоа задоволство што го чувствувате кога го гледате другиот среќен, другиот е усреќен од вашиот акт. Исто и ова е интересно, ќе го поврземе подолу со стихови. Радоста е чувство на восхит што се буди во вас кога сте во присуство на некого што го сакате. И како е тоа кога Библијата ни вели, не советува да се радуваме секогаш во Господа? Еве, денеска и на соборот таму се спомнуваше радоста, радосни во Господа, да не бидеме со тмурни лица. Елен Вајд вели во еден краток свој цитат дека христијанинот треба да биде најрадосниот човек на светот. Ајде да отвориме Филипијаните 4 глава, од 4 до 13 ќе читаме малку поголем пасос, но тука има многу работи што може Павле да ни ги каже преку овие стихови. Значи, Филипијаните 4 глава, од 4 до 13. Вели, радувајте се секојаш во Господа. И пак ќе речам, радувајте се. Кротоста ваша нека им биде позната на сите луѓе. Господ е близу. И сега видите што вели 6 стих. Директно нешто што е поврзано со тоа, со радост. За ништо не грижите се. Не е едноставно ова, нели? Но вели, за ништо не грижите се, туку во се преку молитва и молба со благодарност изнесувајте ги пред Бога своите барања. Навистина грижите се неверојатен непријател на нашата радост, на нашиот исполнет живот. Предадете му ги на Господа сите грижи. И мирот Божји, видите како е поврзана и радоста и мирот. Мирот Божји што го надвишува секој ум, ќе ги запази вашите срца и вашите мисли во Исуса Христа. Понатаму, браќа мои, на она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, за она што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. Еве што друго ни ја краде радоста. Мислиме на лоши работи. Некој не повредил. Го вртиме филмот. Не да е Боже, мислиме како да му вратиме на некој што не што и направил некакво зло. Не, што вели Павле? Она што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, што е добродетел, што е за пофалба, само на тоа мислете. Денес се сретнав со брат Винко и му велам, често пати знам да цитирам некои негови изјави, затоа што наистина се на место, што сум ги слушал од него и баш му кажав, сега скоро велам, го кажав, оно што ти со години назад го
спомна дека денеска дошло време кога на никого ништо не можеш да му кажеш, не смееш да му кажеш. Лошо ги си помниш. Но имаше една друга изјава, интересна негова. Ако имаш нешто лошо за својот брат да кажеш, и тука сме многу слаби, замолкни. Ако имаш нешто добро да кажеш, тогаш викај на цел глас. Еве, тоа се стиховите што ги порачува овде Павле. Како што кажавме, радоста, тоа чувство на задоволство кога гледаш дека другиот си го усрекил, како другиот го отвара подарокот што си му го дал. И потоа ги советува и вели, но она што го научивте, примивте, чувте и видовте во мене, тоа правете го и Бог на мирот ќе биде со вас. И вели, јас се зарадував 10 стих необично многу во Господ, зашто најпосле расцветавте во вашата грижа за мене. Вие и порано се грижевте за мене, но немавте згодна пригода. Ова го велам не поради скудност од нешто, бидејќи уште еден битен момент за да човек биде радосен. Поготово во наша држава. Бидејќи се научив да се задоволувам со она што го имам, да бидам задоволен во она што го имам. Знам да живеам и во скудност, знам да живеам и во изобилство. Научен сум на се и се што, и сит да бидам, и глад да трпам, и во изобилие да сум, и во немаштија. Спомнав на почетокот, не залудно, не задоволство, општо не задоволство. Па и јас сакам да имам, што знам, Samsung 10 Plus, кој е таму најновиот, поима немам. Не ме сваѓате погрешно, не сакам. Јас не сакам. За мене телефон е да се јавиш на некој, окей, да, многу служи, овие таблети, меѓутоа не мора да е некој Ама, ете, на некој му причинува можеби тоа задоволство, исполнетост и така натаму, меѓутоа што техника може да те задоволи? Па ќе му помене векотина тој, па ќе дојде некој подруг, па не знам што. Но, навистина, голема уметност е за мене придобивка, ако навистина живеете побожен живот, да бидете задоволни во она во што сте, без разлика во каква ситуација сте. Имате ли, немате ли, колку имате, не е битно, бидете задоволни од тоа. Тогаш ќе видите дека ќе биде исполнет животот, ќе имате радост. Затоа што радост е во Господа, не е во ништо друго. И тука е во тој контекст кажан оној познат стих 13, значи Филипјаните 4:13, се можам преку Христа кој ми дава сила. Во утринските стихови го читавме оној во Јован 15:5, дека ништо не можеме без него, а овде Павле вели се можам преку Христа кој ми дава сила, кој ме крепи. Сега да отвориме Јован 15 глава. Ајде да видиме како тоа можеме да постигнеме, да бидеме радосни, да се радуваме постојано. Тоа треба да биде некоја состојба. Тоа не значи дека некојаш, можеби нема да ве жалости нешто. Но сепак состојбата во која што треба да бидете, да ви биде радосен животот, да чувствувате радост. Што не е само чувство, нормално, само по себе. Јован 15 глава од 9 до 11. Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюбив вас, останете во мојата љубов. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта негова. И сега во 11 стих вели, ова ви го реков, за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Значи, Господ кога дава во изобилие. Претходно читавме во стиховите во Филипјаните, мир што го надминува секој ум, надвишува секој ум. Овде вели полна радост. Со што ја поврзува овде Јован радоста? Односно Господ Исус. Со љубовта, ако останеме во неговата љубов, тоа автоматски значи, ако ги запазиме заповедите негови,
тогаш ќе имаме полна радост, ќе имаме неговата радост. Радоста, вели, ваша ќе биде полна. Па има ли ова е поврзано исто и со мир. Да имате мир, кој што го надвишува секој ум, да имате полна радост, кога ви е чиста совеста. Кога знаете дека му служите на Господа со сето свое срце, со сиот свој ум, со сиот свој разум. Во тоа е радоста. Да му служите на Господа, да му угодите на Господа, да ја творите неговата волја. Еве, која сме кај мирот, поврзано исто со радоста. Псалм 119, 165. Повторно поврзано со послушноста и Божиот закон. 119 Псалм 165 стих. Оние кои го љубат Твојот закон, уживаат голем мир, не се сопнуваат на ништо. Полна радост, голем мир, мир што го надвишува секој ум, како што каже Павле. И видите, претходно спомнав на почетокот дека радоста е чувство на восхит, што се буди во вас кога сте во присуство на некого што го сакате. Видите како тоа псалмистот го кажува. Да отвориме во 16 псалм. И ќе читаме од 7 до 11. Псалм 16 од 7 до 11. Господ ми е секојаш пред очите. Бидејќи ми од десната страна, нема да се сопнам. Затоа ми се зарадува срцето и се развесели мојата слава, а моето тело се одмора во надеж. Ќе оскокнеме 10 стих. Вели 11-тиот, ќе ми го покажеш патот на животот, во Твоето присуство има полнота на радост. Повторно сличен израз. Десно од Тебе вечно блаженство. Радост. Полна радост, полнота на радост. Во Неговото присуство, во Божието присуство е полнотата на радост. Во присуството на онај кого што го сакате. Ако навистина тоа е случај, верувам дека е. Значи, гледаме љубов, послушност, радост. Или би рекле, послушноста од љубов носи радост. И тука веќе задиреме во онаа вечна тема оправдување со вера. Слушнавте убаво, послушноста од љубов носи радост. Ако послушноста не е од љубов, не носи радост. Напротив. Ќе го видиме тоа на крајот од еден практичен пример од Библијата. Но денеска луѓето и светот мислат поинаку. Тие мислат дека не би биле срекни кога се ограничени. А нели законот за нив е се ограничување. Напротив, тие мислат дека со слободно живење, каде под тоа подразбираат да си прават што си сакаат, тоа ги прави вистински срекни. Затоа имаме идеи кои што денеска, за жал, се поддржани од многу луѓе и тоа за препастувачки, но пред се од младите. Например, идејата отворено општество или за сите е највеќе прифатена од младите. Зошто? Затоа што им е дозволено се. И тоа е за нив слобода, тоа е за нив среќа. Тоа мислат тие дека ќе ги исполни. Но се лажат, за жал. Ја не знам зошто, стално викам, најдобре пример е Соломон. Човекот се видел во животот, се искусил. Како што Борис Бекер кажуваше порано, жени, пари, ова, она, но џабе, нема ни мир, нема ни радост од тоа. Значи, мислат дека околностите ја донесуваат среќата и тоа околности плюс греф е еднакво на среќа, така велат луѓето. Крши го законот, значи законот е ограничување, ни треба слобода, затоа ќе имаме сега и паради, вакви и онакви, марихуани и сите тие работи за да
го кренат уште повеќе ендорфинот, серотонинот и така натаму. И то се повеќе ќе се бара. Замисли си, да се вратиме во 20 век, тамо на почетокот, имаше забрана, нели, за алкохолот, прохибицијата. Потоа знаеме како тутунот полека се легализираше, па сега стигнавме до марихуана, па кој знае следните генерации докаде ќе стигнат, ако воопшто оди ова многу овој наш свет. Да отвориме сега во 31-иот псалм. Какви се тие околности кои што носат среќа или радост? Не прават радосни. Што вели псалмистот Давид овде? Ова е еден од тие два покајнички псалма, 31 и 52. 31 псалм. Блажен е оној, среќен е оној, што, чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени, а не оној кој што го крши законот. Може да биде ли и да се надева дека ќе биде среќен. Блазен на човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. И сега ја кажа она состојба кога молчел, што чувствувал какви последици врз неговото физичко здравје. И вели во 5 стих, тогаш го признав својот грев пред тебе и својата вина веќе не ја криев. Реков, ке му го признам на Господа својот престап и ти ми ја прости вината на мојот грев. И вели, затоа нека ти се моли секој побожник, кога можеш да бидеш најден и тогаш потопот на многу води нема да стигне до него. Додека може. Покајте се, оставете го гревот. И вели 7 стих, ти си моје прибежиште, ти ќе ме запазиш од тага, ќе ме обкружиш со радоста на спасението. Поголема радост од тоа нема. Ќе те учам, ќе ти го покажам патот по кој треба да одиш, ќе те советувам, моето око ќе бдее над тебе. И да се префрлиме во 11 стих, да не читаме се. Веселете се во Господа и радувајте се праведници, викајте радосно сите кои сте со право срце. Љубов, послушност, право срце. Срце кое што е оправдано, срце во кое што нема грев, срце во кое што нема измама, кој што има вистински однос, го воспоставил човекот со тоа срце, го воспоставил повторно оној вистински однос со Господа. Тие имаат вистинска радост, таквите имаат вистинска радост. Па и во 51-иот псалм, ако читаме, другиот покајнички псалм Давидов, што вели од 8 стих? 51 псалм. Од 8 до 12 ќе прочитаме. Дај ми да ја чујам радост, да чујам радост и веселба, за да се зарадуваат скршените коски. Повторно се осврнува на тие скршени коски, доека молчеше Давид. Заврти го лицето од моите гревови, сврти го, значи. Избриши го сето моje беззаконие. Боже, создај ми чисто срце и постојан дух обнови во мене. Вистинско, право срце, чисто срце. Не ме отфрло од Твоето лице и не одземај го Твојот свет дух од мене. Врати ми ја радоста на своето спасение и подкрепи ме со слободен дух. Еве е радоста, еве е вистинската радост. И тоа ваква радост, која што ги надминува околностите. Не се околностите, тие кои што носат радост. Не. Туку вистинскиот однос со Господа, творење на неговата волја, тоа носи радост. Радост носи чувството кога знаеш дека му служиш на Господа. И не само на Господа, ќе видиме подолу што друго. И таквата радост ги надминува околностите. Како што умот, мирот го надминува секој ум, мирот што ќе го даде Господ, така и оваа радост ги надминува околностите. Авакум, Хабакук, 3 глава, 17 и 18. Почекам овде малку повеќе да го пронајдете. Авакум. Авакум 3, 17 и 18. Видите го овој речник. Колку ова убаво звучи, а колку е поубаво кога ќе се искуси.
И жално е, ако не го искусуваме, вели, макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод, полозијата, макар и трудот на маслинката да не успее, и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите. Знаете, ова што значи за тоа време? Што значи ова? Крах. Пропаст. Нема што да живеете, нема ништо. Ама макар и тоа да е така, јас и тогаш ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. И повторна таа радост поврзана со спасението. Не мора да отвориме, но ќе кажам само во 1 Петрово 1 глава, читајте дома, Петар вели дека се радуваме со неискажлива радост. Зошто? Затоа што ја постигнавме целта на својата вера, спасението на душите. Тоа е она што носи вистинска радост. Сега, не само на Господа, туку кога му служиме на ближниот, тоа е она што носи вистинска радост. И можеби тоа што често пати не се гледа радост на нашите лица е токму тоа што не сме вклучени во некои активности такви, било какви да се, прво и основно да му посведочиме на некого, да му ја споделиме радосната вест. Замислите си, може ли да зарадуваме некого, му носите радостна вест, а вие онака. А носите радостна вест. Дела 13 глава, нема да читаме, но ствари ќе прочитаме неколку стиха само. Читайте го дома пасосот Дела 13 глава од 42 до 52 стих. Павле и Варнава се во синагогата во Антиохија Писидиска и знаете кога проповедаат едната сабота и потоа велат да дојде, на луѓето им велат да дојдат следната сабота и следната сабота дојде целиот град. Имало тука многу незадоволни лица меѓу евреите пред се, но се видела радост кај народите, кои што ја слушале радосната вест од устата на Павле и Варнава. Народите се радуваа што ја примија речта, но и самите ученици, покрај тоа што околностите не беа најсјајни, беа исполнети со радост и вели таму текстот, ќе читате, и со Свети Дух. Проповедањето на радосната вест, на Евангелието, носи радост и за тој што ја проповеда, речта, но и за тој што ја слуша и ја прима. Па не за џабе е радосна вест. Знаете ли зошто е радосна вест во вистинска смисла на зборот? Јас долго време имав проблем да го сватам тоа, окей, да, точно, затоа што Исус умре за нас, за да не спаси. Тоа е радосна вест. За да не спаси од гревот и смртта, од кој што нема спасение, нема чаре поинакво. Но не е само тоа. Подосна во вашиот духовен живот, како ќе чекорите, ќе сватите дека да, Исус умрел за мене, ама ја никако да го совладам гревот. Тој умрел за моите гревови, јас постојано паѓам, се обидувам и паѓам. Знаете ли во што е радосната вест? Во тоа што јас не можам, а тој може. Јас самиот на себе ќе си кажам првин, кога Борче ќе свати дека тој сам не може? Кога ќе свати? Колку му е страно тоа нешто и е страно на оваа грешна наша природа? Поклон ти дава некој, ти сакаш да го заработиш. Се надевам дека многу наскоро, кој ќе излезат книгите од Џон Си Вагонер и кој ќе биде таа литература достапна на нашиот македонски јазик, ќе верувам дека тоа ќе
поттикне уште повеќе радост кај нас. Лука 15 глава. Тука некаде ќе привршиме. Целата глава е исполнета со веселба, со радост, со славење. Зошто? Затоа што е најдена изгубената овца, затоа што е најдена изгубената паричка, затоа што се врати изгубениот син. Една паричка, една овца. И сите се радуваат, и целото небо се радува. И во целата таа слика на Лука 15 глава, ќе кажаме едниот, ама и вториот. Двајцата синови ја расипуваат целата слика. Поготово постариот син. Видите што вели Елен Вајд во Христови параболи за помалиот син. Оно што претходно погоре го спомнавме за светот, кој што смета дека околностите плюс гревот носи радост и среќа во овој живот. И законот го сметаат за јарем, нешто од што сакаат да се откачат, па затоа и не случајно цели верски заедници сметаат денеска дека законот е укинат. Не важи. Вели во својата немирна младост, како што обично бива кај младите. Сите сме го искусиле тој период. Во својата немирна младост, помалиот син, значи збориме за него, загубениот син, таткото го сметал за строг и суров. Ајде да признаеме, сите ние сме биле на тие возрасти. Дали не сме сметале дека таткото наш, земскиот татко, е суров, е строг спрема нас. Не ни дозволува ова, не ни дозволува тоа. Да се вратиш у толку саат. Ништо повеќе. Ваму ќе одиш, таму не смееш да одиш, дека натаму и така натаму. Така и сите што ги завел сатаната, Бога го сметаат за тврд, кој премногу бара. Тие него го замислуваат како некој судија, кој само сака да обвини, чека да обвини и осуди. Тие неговиот закон го сметаат како пречка на патот кон среќата за човекот. Тие неговиот закон го сметаат како пречка на патот за кон среќата на човекот. А претходно читавме стихови, дека токму тука се крие радоста, кога ја исполнувате неговата волја, кога го држите законот, нормално не во своја сила, кажавме дека ни јас, ни никој од вас не може да ја твори Божјата волја само од себе. Колку ѓаволот ги завел луѓето, да ја бараат среќата таму кај што воопште ја нема. Сосема во спротивната насока. За тежок јарем, вика, од кој со задоволство би се отарасиле. Меѓутоа, сите на кои Христовата љубов им ги отворила очите, верувам на секој од нас, знаат дека Бог е полн со милост, дека Бог нити е строг, нити е судија, нити е некој кој што чека едве досуди и обвини. Господ е љубов. А постариот син, посебна приказна за себе. Се враќа помалиот, потрошил што потрошил, испоарчил се и си ја пеел на I can get no satisfaction, секој ден. Ништо. Потрошил пари, нема веќе пријатели, така наречени пријатели. Се враќа назад со мислата слуга да бидам. А тој син. Абе слуга да бидам, важно кај татко ми. Таму има барем што да се јаде. И постариот доаѓа, малку покасно, нели, и ја слуша веселбата, знаеме. И што вели во 28 стих, Лука 15 глава? Се налути и не сакаше да влезе. А неговиот татко излезе и почна да го моли. И тој му одговори на татка си: еве ти служам толку години и никогаш не прекршив ни една твоја заповед. Чудно. Па нели претходно читавме дека полна радост
има човекот кој што го држи законот, кој што е во љубовта Господова. А овој вика, не прекршив ниту една твоја заповед, а не е радосен. Нити бил за себе радосен во својот живот, нити па уште за овој кој што расипа се, сега се враќа, ти за него, ајде да го дочитаме стихот, го знаеме, нели? Ти служам толку години, никогаш не прекршив ни на твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре, а не па теле. За да се повеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој син, не го смета воопшто ни за брат, кој го растори твојот имот со блудници, му закла сгоено теле. Еве што вели Елен Вајд. Својот живот во домот на татка си тој го прикажува како низа на ненаградени услуги, а во погрешна светлина ги прикажува предимствата што му се укажани на синот кој што туку се вратил. Значи, тој се сметал за слуга кај својот татко. Сина се сметал за слуга, а овој доаѓа со мислата да биде слуга, но таткото го пречекува како син. Со сите почести. Отворено нагласува со овие своји изјави што ги прочитавме порано, погоре, дека неговата улога во домот побргу наликувала на улога на слуга отколку на улога на син. Наместо да се радува што живее во домот на својот татко, тој размислувал за наградата што е заслужил со својот трудолюбив и безпрекорен живот. Гледаме ли оправдување со дела и спротивно од тоа оправдување со вера? Сакате да бидете вистински радосни? Треба да ја прифатиме пораката за оправдување со вера и да ја живееме. Оправдувањето со дела еве што носи. Немате радосен, немате исполнет живот. Туку имате само калкулации. Постојано калкулации. Па јас, он е грешен, он е многу погрешен од мене, јас сум посвет. Па ја ќе направам вакво дело, па ова ќе направам, па така. Тоа се калкулации. Врска нема со спасението. Неговите зборови покажуваат дека токму заради добивката се откажал од задоволствата на греот. Се откажавме ли ние од задоволствата на греот заради добивката, вечниот живот или нешто друго прашање? Што прочитавме погоре, што кажавме? Само послушноста од љубов ја носи таа полна радост, вистинска радост. Не за награда, не за било што, љубов. Според тоа, ако помладиот брат треба да учествува во поделбата на имотот на таткото, тогаш постариот брат себе си се смета за оштетен, затоа не е задоволен со предимствата што ги добил помладиот брат. Јасно покажува дека не би го примил загубениот син да бил на местото на таткото. И сега да се ставиме ние во негови обувки, да ни дојде сега некој кој што го изарчил својот живот, некој наш поранешен брат и сега доаѓа се враќа назад во црква. Ќе го прифатиме или ќе ој дошол во црква? Со самото тоа само ќе покажеме со кој дух сме и дали одиме по вистинскиот правец. Замислете си, постариот син е незадоволен заради добрината, заради љубовта што таткото ја покажува. Завршни стихови. Евреите 12 глава 1 и 2. Затоа и ние, имајќи околу себе толков облак на сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува. Лесно, гревот кој не сплеткува лесно, и да трчеме со трпение на трката што ни е поставена пред нас. Сите ние сме на таа трка. Но како ќе успееме? Гледајќи во Исуса, поучувајќи се од Него, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред Него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Сите тие срамови, сето тоа што Господ Исус го претрпе на крстот, што му беше мотивација? Како успеа? Нели му викаа, симни се од крстот?
толку многу спаси, па спаси си сами од себе. Што му беше мотивацијата? Поради радоста што беше пред него. Која радост? Затоа што ќе бидат спасени мнозина преку таа негова жртва. Сакаме да бидеме радосни, да имаме полна радост. Треба да му служиме на Господа и да му служиме на ближниот. Да го проповедаме Евангелието пред светоангелската вест. Тоа ќе ни донесе полна радост. Нека му е слава на Господа. Амин.